Главниот град од вчера вечер живее во духот на Скопје Стрит Мјузик Фестивал, иницијатива која ги мотивираше врвните музичари, но и аматерите, да настапат на една иста сцена и преку музика да шират позитивна енергија. Интересно беше да се слушнат оние клубски бендови, како звучат на сцена под отворено небо. Присутната публика реагираше одлично. Занимливо беше да се види и реакцијата на случајните туристи, кои дошле во посета на нашето Скопје. Први да настапат на оваа сцена и да го отворат Скопје Стрит Мјузик Фестивал ја имаше бендот Кабадајас, кои освен името кое е специфично битолски епитет, немаат ништо заедничко со овој град, а потоа и бендот Саут Парк. Супер иницијативата. Во Западна Европа јас сум гледал и годините наназад, значи пред 10-15 години, нака шеташ низ некој град и гледаш гудачки квартет или гледаш бенд млад како свири или некој поозбилен бенд. Така да е супер иницијативата, со ова се доближува културата, убавата музика до обичните луѓе кои што можеби некогаш и немаат можности да си купат карта. По нив клубскиот бенд кои скопјани добро го познаваат. Why not? Оваа иницијатива е супер, вака да имаме шанса и ние клубските бендови да посвириме надвор, да видиме како е на уличните музичари што секој ден свират така. И ја бев дел од тие улични музичари до пред 4-5 години, свиравме со групата Sax and Sex, ни се викаше. Дури имаме свирено, мислам, на истово стрит фестивал, ама како пред едно 5 години, ако не се лажам, ако беше истото. Да, тогаш бевме без неозвучени така, амплак. Според организаторите, уличните фестивали нудат една посебна убавина и магија. Пред се заради непосредноста и интеракцијата што се создава помеѓу изведувачите и публиката. Скопјани имаат уште 3 уникатни вечери да уживаат во овој фестивал, и тоа на 7 различни локации во градот.